Благодарам. Господин Заев, моите две директни и носечки прашања кон вас се следниве. Прво, зошто толку го штитите најнепопуларниот и најскандалозниот министер во оваа влада, Венко Филипче? И второ, зашто дискутираат Венко Филипче и Вице Заев кога се сретнуваат, кога се гледаат, кога дискутираат? Одиме поред. Господин Заев, вие како председател на СДСМ ги имате анкетите и ги имате податоците. Дека Венко Филипче е страшен тег на владата, дека има огромно незадоволство од него, дека има револт, дека има скандали, дека не ја бива работата. Имате анкети во кои што граѓаните гледаат и констатираат дека се револтирани од неговото работење и дека не веруваат во она што тој го работи. Зошто Венко Филипче е најскандалозниот министер во владата со 28 министри на Зоран Заев, а е најзаштитениот министр? Дали е тоа, господине Заев, затоа што Венко Филипче се нафати да потпише клинички центар од 500 милиони евра, кој што со се сите можни анекси, договори, додатоци и така натаму ќе дојде до 700 милиони евра? Господине Заев, Институтот за граѓански комуникации во нивниот објавен материјал пред 2 дена вели дека Министерството за здравство има, цитирам, најниско ниво на транспарентност, отчетност и интегритет во јавните набавки. Уште еднаш, Министерството за здравство на Венко Филипче, на вашиот министер, министерот на Зоран Заев, има најниско ниво на интегритет во јавните набавки од сите министерства. А да не зборуваме за еден куп скандали. Зошто толку го штитите? Дали требаше оваа држава да потроши 70 милиони евра и да има клинички центар со камата од 0,6 милиони евра, со банка на Советот на Европа, која што ја понишите и плативме 5,5 милиони евра пенали. А сега велите камата 3% со комерцијални банки и 500 милиони евра за почеток. Тоа е скандал, тоа е плячка, тоа е грабеж на граѓаните на Република Македонија. Апсолутно. Апсолутно е грабеж. Тоа се вашите интереси. А дали вие после тоа намерате во клинички центар сега, каде што целосно ќе го дислоцирате, да направите некој нов расадник како кисела вода или како Ѓорче Петров, па да нацртате 100 маркици за градба? Па да викате не може да дишиме, се гушиме и така натаму и така натаму. Значи, господине Заев, прашањето до вас е следно. Зошто толку го штитите најлошиот министер Венко Филипче? И второ, што дискутираат Вице Заев и Венко Филипче на нивните средби? Благодарам.